содржа 29-тиот поред фестивал на забавни мелодии Макфест. По минатогодишните пропусти околу директниот пренос, годинава фестивалот е со многу новини. За прв пат досега на фестивалската сцена во Штип се појави оркестарот на Македонската радиотелевизија, со чија помош солистите годинава пееа во живо, а не како што беше случај досега, музиката да се презентира на матрица. По минатогодишниот неуспех околу директниот пренос на фестивалот Макфест, годинава фестивалот е со голем број на промени, некои од нив и за прв пат се случуваат дури после 28 години. Една ваша оценка за самиот фестивал кој што годинава се одржува по 29 пат. Ви благодарам. Најпред се сакам да ги поздравам гледачите на телевизија Протал, да ви заблагодарам што сте овдека, медиумски да може да информирате. Јас како што кажав на почетокот, вие, представниците на медиумите, сте многу битни со вашите негативни или позитивни коментари, ќе направиме фестивалот да е подобар во иднина и од година на година че е тенденција да ве каниме да бидете објективни во вашето информирање со цел да може и ние да напредуваме. Што станува збор до како е технички реализиран и организиран фестивалот, од оваа година, значи Македонската телевизија не е спореден, туку директен учесник, станува збор за еден партнерски однос. Од оваа година Македонската телевизија е инволвирана во неколку сегменти, во 4 сегменти. Првото е промоција на фестивалот Макфест, второ е учество на ревискиот оркестар, третото е овозможување простори за снимање, за тонско снимање на композициите и четвртото е работа директниот пренос, како што самите видовте дека првите две вечери се реализира извонредно добро. Јас сум презадоволен од техничката екипа на Македонската телевизија која што буквално 24 часа живее за секој пренос. Како што гледате, има и генерални проби, еве токму сега ќе започне една таква генерална проба и ова е предфиналниот настап, значи вечерва е самото финале на Макфест, така да се надевам дека со безпрекорната изведба на песните овдека на сцената од страна на Ревискиот оркестар и исто таков пренос во текот на финалната вечер Македонија ќе види невиден спектакл. Еве годинава гледаме голем број на пејачи кои што во изминатите години правеа пауза на овој фестивал. Минатата година имавме голем број на дебитанти, годинава има малку популарни пејачи, би рекол. Дали наградата си го прави ова или? Видете, прв пат во Македонија македонските музичари се третирани на еден подруг начин. Јас пораснав како музичар, заедно со мојот татко, нема каде не сум бил, нема каде не сум правел, нема што се не сум видел. Порано се збореше, немој да учиш музичко, на крајот ќе немаш за леп. Од сега понатаму владата на Република Македонија ги третира музичарите на еден сосема друг начин, има еден сосема друг пристап. Од оваа година, како што знаете, не е само Макфест, тука и Скопски цветници и фестивалот Валандово, кои што ќе доделуваат награди во износ од 20.000 евра за првото место, 15 за второто, 10 за третото, а Макфест ќе додели и две награди од по 3.000 евра за најдобар сценски настап и најдобар дебитант. Мислам дека македонската музичка индустрија никогаш немала подобри времења за творење. Така да ова е момент кој што буди страсти кај сите, и кај оние новите дебитантите, и кај оние кои што со години творат. Навистина имаше многу жестока конкуренција. Сакам да кажам дека песните кои што се изведуваат вечерва беа најтранспарентно и непристрасно одбрани од страна на селекциона комисија, која што е формирана од некаде цирка 50 делегирани представници од институции кои што тоа им е работата да работат со музика, да развиваат уметноста и културата. Значи имавме представници од Сојузот на композитори, имавме представници од факултетите за музичка уметност од Скопје, од Штип, имавме представници од основните училишта за музика, имавме представници од Македонската радиотелевизија, општина Штип, Министерството за култура, и од сите тие представници беа извлечени две комисии кои што ја вршеа селекцијата на песните. Така да не е како порано што било дека ќе се чува место за одреден композитор или ќе му се даде приоритет на некој дури да настапи со две композиции. Од овој пат има некои сосема нови правила. Еден автор може да биде автор на најмногу две композиции, еден изведувач може да настапи најмногу во една композиција. За бројот на аранжманите се уште немаме лимит. Така да сметам дека новите правила во иднина ќе придонесат за потранспарентно работење на самиот фестивал и ќе се остави повеќе простор да може оние кои во моментот имаат добри композиции, кои селекционите композиции ги селектирале, да бидат представени и изведени на фестивалот. После 14 години имаме промена во водителската палка. Годинава ново лице на Макфест. Па крајно време беше нешто да се смени. Со моето доаѓање јас кажав дека ќе направам промени. Да не бидам погрешно сватен, јас немам ништо против Вера Јанковиќ, многу ја сакам, ја почитувам и сакавме да направиме спој меѓу минатото и иднината. Макфест мораше да добие една нова иднина. Искрено сметам дека
Врајанковиќ е одличен водител, но не е калибар да застане на една ваква манифестација каде што ревизискиот оркестар ќе биде во позадина, со оглед на тоа што она изгради еден подруг имидж во изминатите години, додека Макфест одеше на плейбек и го представуваше на сосема друг начин. Сакавме малку да ја смириме топката во тој дел и пред публиката да излезе ново лице, кој што официјално ќе ги соопштува сите оние чинители кои што помогнале и придонеле за правење на оваа институција, би рекол сега Макфест за новиот фестивал. А на вера сакавме да и најдеме место позади сцената да изведува еден бекстејдж разговор со сите учесници во позадината и да направиме спој, како што реков, на оно што некогаш било и на оно што ќе е во иднина. Но Вера за жал не сакаше да направи никаква отстапка, она одеше стрикно или да бидам на сцената или нема кој друг да може да ме замени. И ете, замената дојде во последен момент. Димитар е сега на сцената. Димитар е тој кој што мислам дека прекрасно се снајде во улогата на водител, така да јас сум премногу задоволен од водителскиот тим и резултатот кој со нив двајцата, со Маријана и Димитар го имаме сепак на крајот. Јас морам да го изразам задоволството и навистина мене ми е голема честита што сум дел од овој навистина реномиран фестивал, најдобриот фестивал кај нас би рекла, кој секоја година создава нови музички имиња и нови хитови кои долго се паметат кај македонската публика. Верувам дека така ќе биде и со овогодинешните композиции. Чув прекрасни композиции, многу изведувачи се вратија после долго време на фестивалот и тоа ми е особено драго и се надам дека ќе победи најдобриот. Како го доживуваш ти лично овој фестивал? Па, можам да кажам дека навистина ми е многу забавно овде. Во друштво сум со Димитар Атанасовски, тој се јавува од бекстејџот, денеска за финалната вечер ќе имаме некои измени во сценариото и многу ми е драго, расположена сум, Штипјани се покажаа како одлични домаќини, им благодарам за сето тоа, навистина преубаво си поминувам овие 3 дена и ето уште наш честа е голема да се биде дел од водителскиот тим, од ова грандиозна сцена на Макфест. Еве, дали ќе ни одгриеш на нашите гледачи како се случи сета таа идеја да видиш еве вечерва ти овде на 29-тиот пред фестивал? Па информацијата ја дознав нешто, ајде не би можела да откријам баш кога точно, но може да се каже последните неколку недели пред да се направи таа промена и го прифатив предизвикот. Навистина ми е драго поради тоа и се надевам дека и македонската публика ужива во Макфест и во сето она што го нуди фестивалот. Дали наградите си го направија своето? По подолга пауза на овој фестивал се вратија голем број македонски музички имиња кои долги години наназад се на македонската сцена. Бев прв во полуфиналната прва вечер, први го отвори фестивалот и прв го отворам и ова финале. Не знам, ако е нека символика, може и прв да бидам вечер супер. Последна година се враќам на Макфест, па причината е тоа што случајно се случи соработка со Јован и овој ревиски оркестар кој навистина едно убаво искуство за секој музичар, нели. Значи комплетниот аранжман и текст и автор, значи е Јован Јованов. И јас како вокален. Дали вечерашна песна ќе доживее свој видеоспот? Па се надевам, да, имаме во план да снимиме видеозапис, но за тоа потоа, нели. Како денови поминуваат овде во Штип на фестивалот? Па да ти кажам, одлично, мене ми е опуштено, све супер, све под контрола, одлична забава, одлични луѓе, прекрасни инструменталисти, музичари се на куп. Па мислам дека до сега од моје искуство ова е најдобриот фестивал, најдобрата година да речам, затоа што не знам, има убава атмосфера поради сето тоа пеење, нели, со оркестарот, сите сме почестени во тој поглед и јас сум премногу срекна ето што имам таква шанса да го направам тоа да биде на толку убав начин да се додаде песната да се покаже. Почна во 2010-та, ми имаше во 2011-та, па во 2012-та и некако 2013-та осив како малерозна година, као ај сега нема да пеам. Наградата не ми го смени мислењето дали да учествувам на Макфест од една единствена причина што Макфест го сакам како фестивал. Во оваа година, во ова ново руво со оркестарот кој што е на македонската радиотелевизија, некако ми даваше мотив да дојдем и да отпеам нешто кое што ќе биде позитивно, нешто кое што ќе биде
слушано во летниот период и дојде да се испромовирам песната, да се влегов во финале, си отпеав, па што ќе биде нека биде. Ренесанса едноставно се облече во ново руво кое што го заслужува овој фестивал, да бидат не знам повеќе од 50 академски музичари на сцена кои што ќе не пратат и веќе чувството е поинаку. Значи поинакво е чувството, превозбудена сум, се уште ме држи. Едно е кога пееш на матрица, друго е кога пееш со цел оркестар позади кој ќе те понесе и диригентот и сите. Најбитно ми е песната да помине добро, да биде хит, па потоа ќе видиме. И битно ми е добро да испееме, добро да изгледаме, добро да изиграме. Се надевам вечерва дека ќе биде малце поинаку од вчерашната Што вчера беше премногу слабо, вече појако или? Да, слабо беше со гласање. Да? Да, слабо беше со гласање и мислам дека пошто друг тип на публика ќе имаме вечерва, пошто сепак е финале, мислам дека ќе биде многу поразлична. Каква е соработката со фановите? Вечерва колку фанови ќе гласат за тебе, дали имаш информација? Немам информација, али еве ги повикувам сите кои што ја сакаат тажна љубов срекна песна да гласаат за број 13, да не биде баксузно 13-ка. Познатата македонска попејачка Биба Додева со песната Врати се ја освои македонската публика, воедно и првото место на 29-тото издание од фестивалот за забавни мелодии Макфес. Со победата и првото место на Додева и припаднаа 20.000 евра. Второто место му припадна на Дарко Илиевски со песната Кога најмногу ми требаш, што воедно му донесе и парична награда од 15.000 евра. Третопласиран е Елври Мекич со песната Ако времето е најдобар лек, за што е предвидена парична награда од 10.000 евра. За најдобар дебитант на Макфес 2014, стручното жири ја прогласи Симона Поповска, која настапи со песната Како да заборавам, а паричната вредност за ова награда е 3.000 евра. Додека наградата за најдобар сценски настап ја доби Викторија Лоба, која настапи со песната Само мој, кој исто така доби награда во висина од 3.000 евра. Значи, у шок сум се уште. Види, сите доаѓаме тука за награда, особено што, значи, да не се правиме скромни, сите веруваме во своите песни, сите веруваме во својата музика, особено што си автор, што си текстописец, значи нормално. Меѓутоа, нели, никогаш не се знае, особено когаш има ваква тип на гласен. Треба да платам кирија за стан, струја, телефонските сметки, Емануела мајко не ни се платени, ти ни исклучат интернет, значи не знам, не знам. Ние пиевме кафа у кафичот и се извинувам, вака не свикам. Значи не знам ништо, навистина ништо не сум планирала, дојдов најдобро да биде тоа, не дојдов да се утепам тука да промашам скалата, али добро ме понесе песната, емоцијата и публиката. Не сум планирала ништо, ќе ви напишам све на Facebook. И ќе ви пратам, райдер листа и значи со све што треба да потрошим. Ова ми е 12-та година, втора победа. Втора победа, иначе имавме трето место предминатата година, 2012-та. Секоја песна ти е драга и секоја победа ти е драга, нормално. А одамна не сум добила победа, па можда ова ќе ме поттикне побрзо да искочи албумот. Толку само ќе ви кажам. Во 2002 година беше најдобра интерпретација, Гран При и најдобар аранжман. Искрено да ти кажам, песната доби почит од сите еминентни имиња, од сите луѓе кои што ми значат и сум учел од нив. И не ми се битни парите колку што ми е битна почита од оние што ја добив. Парите се надевам дека ќе ги потрошам за 15 минути, а ова ќе ми остане за секогаш. Мислам дека една голема благодарност до Лазар Цветковски, тој е мојот човек, мојот продуцент, мојот брат, мојот све мое што треба да биде он е тоа. И оваа награда ја посветувам на него. Одлично, значи без разлика дали сум прв, втор, трет, пети, шести, знам дека имам прекрасна песна, благодарам на мојот автор Диме Димитров за прекрасната композиција. Се надевам дека од вечерва па натаму луѓето ќе ја слушаат, ќе допре до нивните срца, значи многу ми е битно тоа. Не, апсолутно не очекував ништо. Стварно дојдов тука и знаев дека имам добра песна, затоа и ја пуштив на конкурсот на фестивалот. Така да дојдов со намера да отпеам добро, да се појавам, одамна не сум бил на фестивал, одамна воопшто не сум се појавил, значи 2 години скоро немам снимано ништо. Ова е прекрасно за едно, ајде така да го наречеме, враќање после 2 години.